По 3 месеци поминати во притвор, поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Муамед Сеидини ќе се брани од слобода. Скопскиот кривичен суд ја прифатил гаранцијата во вредност од над 1.150.000 евра, обезбедена со хипотека на недвижен имот, пошто му е укинат притворот. Одлуката е донесена откако обвинителството дало позитивно мислење за прифаќање на гаранцијата. Истовремено одземена му е патната исправа и му се определени мерки за обезбедување на негово присуство во постапката. По поднесениот предлог за укинување на мерката притвор со определување гаранција и добиено позитивно мислење од јавниот обвинител, судијата на претходна постапка донесе решение со кое го уважи предлогот и ја прифати понудената гаранција, а со оглед дека против решението не беше изјавена жалба, истото стана правосилно, пошто осомничениот е пуштен да се брани од слобода, велат од Скопскиот кривичен суд. Сеидини беше уапсен на 23 април годинава во истрага што ја води Скопското обвинителство. Во првиот предмет е осомничен за проневера на околу 700.000 евра средства од УЕФА, наменети за изградба на трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид. Во овој случај тој е осомничен за проневера во службата. Во меѓувреме истрагата беше проширена и од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Во новиот предмет се опфатени 18 физички и 8 правни лица, меѓу кои Сеидини и поранешниот председател на ФФМ Илчо Ѓорѓиевски, но и други лица. Според обвинителството, преку стотици фиктивни исплати и договори била предизвикана штета од над 180 милиони денари, односно речиси 3 милиони евра. Осомничените се товарат за проневера во службата и перење пари. Иако при отворањето на истрагата 5 осомничени беа недостапни за органите на прогонот, обвинителството во меѓувреме ги обезбеди сите лица опфатени со постапката. Од ОЈОГОК вела дека истрагата за овој случај е се уште во тек.